актер, режисер, водител, танчар и уметнички директор на Велешкиот театар. Васил Зафирчев. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Да почнеме со она што беше актуелно деновиве, новата зграда на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Кажете ми, какво значење има за вас отварањето на новиот театар? Историско, дефинитивно. Не само за нас актерите, туку и за публиката, воопшто за Велеска, кој е еден од градовите во Македонија кои изобилуваат со богато културно-историско наследство. Театарот е секако дел од таа историска и културна приказна на Велес. Долго беше очекувана новата театарска зграда и на наше големо задоволство конечно се отвори со представата Неважната работа на светот, работена според текстот на Братислав Димитров, кој беше воедно избран како најдобар на распишаниот јавен конкурс и во која настапи речиси целокупниот ансамбл на нашиот театар заедно со гостите Љутков, Ристич и Чоревски. Која е Алма Малер? Да, станува збор за постановка на драмски текст работен според романот, истоимениот роман Алма Малер на младиот исклучително талентиран македонски писател и драмски автор Сашо Димовски. Станува збор за една представа со многу специфична жанровска дефиниција, веројатно единствена кај нас. Тоа е монодрама за две жени дуплиран симфониски оркестар и во која преку ликот на Алма Малер, како една од најзначајните европски дами и воопшто сопруга на големиот композитор Густав Малер, се обидуваме да го прикажеме аспектот на живење, живот и живење љубов покрај Малер, да третираме смртта како табу тема во нашето општество и воопшто во нашата традиција. И од друга страна да прикажеме една исклучително силна, раскошна и моќна женска биографија, која што издигната од лична од степен на личност до степен универзално. И мислам дека во представата ќе се препознаат многу припаднички и на женскиот, но силно ќе ги допри припадниците на машкиот пол, затоа што де факто зборува за љубовта како незначаен животен феномен, заради која воопшто животот добива смисла, испраќајќи порака дека всушност само вистинската љубов живее вечно и само оние дела кои се создадени со вистинска љубов живеат вечно, како што е впрочем и вселенската музика на Малер. Ова не е ваша прва соработка со Сашо Димовски. Претходно работевте и на Буто перформансот, реализиран според книгата Дневникот на хулиганот. Кажете ни што представува Буто перформансот? Практично Буто перформансот беше дел од еден поголем мултимедијален проект насловен како Дневникот на хулиганот, кој опфати неколку фази. Радиска фаза, Буто перформанс, издавање на книга и во теке подготовката на телевизиската фаза, која се надевам дека наскоро ќе стартуваме. Што е Буто перформансот? Буто перформансот е естетика на грдо, тоа е источна дисциплина на источниот театар, која исто така спаѓа во антиката, иако ние европоцентричните народи сметаме дека антика е само Грција и Рим. Не, антика и истокот, Индија, Кина, Јапонија. Бутото е една традиционална танцова форма на јапонскиот источниот театар, која што вистински процес доживува некаде во 50-тите години на 20-тиот век, односно после фрлањето на атомската бомба врз Хирошима, кога голем број на јапонски уметници сметаат дека светот веќе не може да биде ист, што значи дека и уметноста не може да биде иста, и формираат еден нов цел, еден правец, кој не го опфаќа само танцот, туку повеќе уметнички дисциплини, и го нарекуваат буто. Како танц форма постојат два типа на буто, бели и црвено буто. Она што јас го играв во Дневникот на хулиганот е традиционалното бело буто, кој подразбира и таков костум и таква сценографија. Инаку една од естетиките која што последниве 10-15 години исклучително актуелна на секаде низ светот, затоа што е страшно универзална во комуникацијата со публиката, ја нема јазичната бариера, го нема вербалниот момент од кој што пати секој друг вид на театар, кој подразбира или потреба на текст, на драмска предложка, и е универзална во комуникацијата со публиката, а истовремено многу блиска, затоа што се обидува да раскаже многу едноставна приказна во релативно кратко, но емоционално набиено интензивно време. Clap along
Слушате Chanel Breaking News. Елена Лука со нова колекција. Калиопи, едно поглавје од вашиот живот. Поглавје од мојот живот кој се уште трае. Јас и Калиопи сме во исклучително блиски, пријателски односи, она што во суштини од секогаш бевме. Се уште заедно соработуваме, таа ќе ја работи авторската насловна тема на Алма Малер, доста често се дружиме. Одиме заедно на некои културно-уметнички настани, се среќаваме дали во мојот, дали во незиниот дом. Впрочем, имаме една многу отворена и многу искрена комуникација, каква што впрочем и заслужуваме после 10 години поминати заеднички живот. Бевте дел од телевизиското шоу Танцот звездите, и во улога на судија и во улога на танчар. Што е полесно, да се оценува или да се танцува? Секако дека потешко е да се танцува. И всушност тоа во смислата на тоа шоу ја гледам само во тој предизвик. Исклучително креативен телевизиски формат кој де факто не издостасуваше на нашиот телевизиски пазар, затоа што е благороден, во истовремено и забавува, истовремено и подучува, но и провоцира некои припадници на немладата или младата генерација да се занимаваат со некакви убави, креативни и конструктивни работи, затоа што тој вид на танц спаѓа во спортските танци. За мене беше исклучително големо и убаво искуство и танцувањето во претходната сезона и жирирањето во втората. Иако жирирањето е многу одговорна работа, затоа што бара да најдете вистински зборови со кои ќе допрете до секој еден од преварувачите, да ве разберат и да се обидат да го коригираат тоа во подготовката на кореографиите. Скопскиот фестивал некако стана дел од вашето професионално ДНК. Да, на моје големо задоволство и оваа година соработувавме со Македонската радиотелевизија како домаќин и водител на Скопскиот фестивал. Веројатно беа задоволни од минатогодишната соработка. Годинава се обидовме да понудиме еден поинаков концепт кој беше во рамките на нашето евровизиско представување, односно изборот на песната представничка на Евровизија. Беше тематска вечерта. Јас вистински уживав. Иако ми беше малку необично тоа што се случуваше во Метрополис арената, која е прилично голема. Јас некако свикнав минатата година во Македонската опера и балет, каде што имаме покомотни, по адекватни услови, но во секој случај беше големо уживање и за гледачите во Метрополис арената и за оние пред малите екрани. И јас не само што сум активен учесник во Скопскиот фестивал, еден од креаторите на сценариото и така натаму, јас дадов голема поддршка на воопшто на одважноста на националниот сервис да се зафати со возобновување на нашиот најпрестижен и најреномиран фестивал, кој дефинитивно заслужува такво европско издание по примерот на сите други музички фестивали за Европа и светот. Награди имате многу. Сметате ли дека тоа е лична сатисфакција за без пари или? Наградите никако не може да се лична сатисфакција. Тоа е само некаква потврда за сработеното, потврда за талентот, потврда за некаков креативен момент кој успеал да допре некои луѓе кои одлучувале за тие награди. Во наше општество не значат ништо. Не ви се менува платата заради тоа, не добивате подобар статус во општеството. Не добивате никакви бенефиции. Тоа е само некаква ваша лична карта која говори за вас како уметник, како професионалец. Но јас никогаш не сум ги очекувал. Секогаш ми доаѓале неочекувани. И возбудата траела само во тој период, додека траело доделувањето, додека тоа се споделува со блиски соработници, пријатели, колеги. Но никогаш не значеле ништо на подолг рок, затоа што во секоја следна улога, во секоја следна представа, буквално почнувате од нула. Не знаете каде тоа ќе ве одведе, каде вие ќе стигнете со тоа, подалеку од вас, подлабоко во вас. Во наша уметничка работа знаете само што најмногу значи.
да траете што е можно подолго. Јас во таа насока им се воодушевувам на уметници колеги кои дури на возрастни години, рекол длабока старост, се уште имаат желба, волја да создаваат активно театар. Ќе споменам една од нив, единствена веројатно, кај нас Милица Стојанова. Не можам да ви опишам како таа жена игра во Алма Малер. Игра како да има 30 години, како да е во зенитот на својата кариера. И тоа ја прави раритетна. А тоа за театарот е многу важно. Во другите професии не е така. Во музиката имате ограничувања гласовни, во балетот имате ограничувања физички. Старе е телото, слабе е гласот. Кај актерите, убавината на професијата е тоа што вие можете да играте додека мислите. Кога ќе престанете да мислите, не дај Боже, кога ќе ве фати блага склероза, да, не можете да се занимавате со театар, но додека мислите здраво, разумно, можете да се создавате театар апсолутно. Тоа е неголемата награда во нашата професија. Се друго е минливо и со краток ефект. Каква филозофија крие модата за вас? Начин на живот е модата. Модата е начин на живот и во историска смисла и во практична, курентна смисла. Модата еманира некаков наш личен став, естетски и етички, затоа што модата не е само естетска категорија, модата е етичка категорија. И да не беше етичката категорија, модата никогаш немаше да обстане како правец и воопшто да се развие вака како еден од најзначајните неголеми бизниси во глобализацијата, значи во еден поширок, постпазарен контекст и концепт. И модата само тогаш добива смисла, кога еманира став, кога еманира наше лично убедување за себе си, за другите, за животот, за светот. И само тоа е мода. Се друго е помодарство, се друго е тренд, се друго е пројава со краток ефект, која не ги допира луѓето, која не ги разубедува и не ги променува. Модата во суштина ги менува луѓето, го менува светот, го менува светогледот. Како гледаме на убавите и вредни нешта. Не само во естетиката на убавото, туку и во естетиката на грдото, затоа што денес имате многу светски познати креатори кои креираат во областа на грдото. Не можете да бидете исклучително талентиран, квалитетен, но доколку немате клиенти, немате критична маса која тоа ќе го купува и адекватно ќе го носи, нема смисла. Исто како и во театар. Театар без публика не постои. A brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Имате ли неостварена желба? Неостварени желби, не. Имам нешта кои сакам да ги направам. Јас одамна не ги посакувам нештата надвор од себе, само ги посакувам нештата што сакам јас да ги направам, што можам јас да ги направам. И во тоа си гледам голема животна смисла, затоа што така си поместувам некои своји граници, менувам некои своји принципи, убедувања, се менувам себе си, ги менувам луѓето со кои работам, со кои живеам, со кои другарувам. Тоа се нештата кои сакам да ми се остварат. Нештата кои јас лично ги посакувам. А немам така општо неостварени желби, не. Затоа што на крајот на денот мислам дека човек го прави само она што сам може да го направи. Она што другите го прават за нас и што го добиваме од другите, тоа не е наше. Наше е само она што ние ќе го направиме, ќе го создадеме, ќе го ствариме, ќе го реализираме. Само тоа е наше. И тоа се вистински остварени желби. Другото се некакви моменти на среќа, на привилегија, кои исто така не трае толку. Мене ми преостанува само да ви се заблагодарам што бевте мој соговорник и да ви посакам многу успеси во иднина. Благодарам за поканата, вистински уживав во разговорот и ви посакувам што многу успешни издания. Тоа беше Васил Зафирчев за Фешанел ТВ.